Па Никола, морам да те подсетам на некои работи. Нешто во последно време почна многу да ми забораваш. Со Стојан Андов, Никола, едно време беше во коалиција. И супер ти беше Стојан во тоа време. Кога почна да ти ги критикува политиките, одеднаш ти текна дека е стар транзиционен политичар, дека е под мое влијание, дека е народен непријател и странски платеник. Со Тито Петковски, Никола, во 2006 заедно направивте влада. Така со негова помош стана премиер. И тој во тоа време ти беше супер. Кога почна и Тито да ти ја критикува политиката, одеднаш и него го прогласи за мрачен лик од транзицијата, за мој послушник и продолжена рака. Љубе Бошковски, Никола, беше ваш и твој херој, брат Љубе. Песни му смислувавте, во Хаг го посетуваше за да се сликаш со него, на аеродром го пречека за да се гушнеш со него пред камери, за да гребнеш малку од неговата слава. Кога Љубе почна да ти ја критикува политиката, го прогласи за кодош, за предавник, за марионета во моите раце. Го уапси во монтиран судски процес, го осуди прво на 7, па сега на 5 години затвор. Љупчо Георгиевски, Никола, ти беше икона. Сликата негова и на маса и на зид ја чуваше. И пред неја секое утро по 3 пати се крстеше. Кога со Љупчо Никола ке се поздравеше 3 дена, рацете не ги миеше. Четири години беше негов министер. Сите одлуки заедно ги донесувавте. Сите политики му ги поддржуваше. Сите приватизации ти, Никола, ги подпиша. И од што му беше лојален и послушен, тој и за председател на партијата те предложи. Кога и Љупчо почна да ти ја критикува политиката, и него по итна постапка го прогласи за предавник, за странски платеник, за шпиун што работи за Бранко. Полека, Никола, кочи малку. Незгодно ми паѓа, греф ке ме фати. Значи, сите што биле со тебе и околу тебе, јас сум ги контролирал. И сите на мој знак, еден по еден од кај тебе, преоѓаат на моја страна. А ти власт, ја опозиција. Како ја тераш работава, на крајот, Никола, апла сам ке останеш. И замисли, уште, сите овие биле предавници, а само тој патриот. Сите биле криминалци, а само тој чесен. Сите биле луди, а само тој нормален. И кај ти е, Никола, крајот? Кој ти е следниот кандидат за нов предавник и мој шпиун? Да не е Павле Трајанов? Нешто почна и тој јавно да те критикува и од тебе да се оградува. Или може би Борис Стојменов? Тој никогаш не ти бил баш многу сигурен. Можда и тој те намести на интервјуто на Канал 5 во понеделникот. Да не е Љилјана Поповска, да не се Кенан Хасипи или Стојковиќ. Едно знам, Дзинго сигурно не е. Тој ти е бетон сигурен. Тој нема никаква врска ни со транзиција, ни со приватизација. Тој има директни антички корени, не со Александар, не со Филип, туку со Аминта трети. Да не заборавам, и во Амди Бајра можеш да бидеш сигурен. Со него идеолошки целосно се преклопувате. Целосно истомисленици сте.
Ве гледам вчера и тебе и кумот. Нешто многу се возбудивте од мојата средба со Георгиевски. Во ист ден двајцата на бојно поле истрчавте, тешки изјави дадовте. Па и на тоа ќе ви одговорам. Јас и Љупчо Георгиевски сме биле жестоки политички противници во целиот изминат период. Сме имале и ќе имаме големи, огромни разлики за многу важни прашања. Некој ќе праша колкави се тие разлики. Па, например, исто толку големи какви што биле меѓу Черчил и Сталин пред војната. Тие не можеле да се смислат, преку нишан се гледале. Се додека не се појавило најголемото зло во историјата, Капларот, фирерот Адолф Хитлер. Тоа зло ги натерало да заборават на разликите и непријателствата, да ги издружат силите и во иста антифашистичка коалиција да се борат и да го победат. И пак, и после војната продолжиле да бидат противници, да бидат ривали, ама една добра работа за човештвото заедно ја направиле. Го поразија фашизмот. Ете, Никола, така не учи историјата.